ова издание, САД нема да ги намалат економските санкции кон Северна Кореја. Кои се очекувањата една недела пред вториот самит Трамп-Ким Јонг-ун? Се зголемуваат политичките тензии по инцидентот во Шутка. Заев побара оставка од директорот. В недела Оскари. Кои елементи ќе бидат пресудни за избор на најдобар филм? Следува анализа. Останете со нас, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Државниот секретар Мајк Помпео вели дека САД не планира да ги олеснат економските санкции кон Северна Кореја, додека не е сигурно дека нема закана од оваа нуклеарно вооружена држава. Американските граѓани треба да знаат дека имаме најтешки економски санкции некогаш воведени кон Северна Кореја. Нема да го намалиме притисокот додека не осигураме дека ризикот сигурно е намален, изјави Помпео за NBC. Коалицијските авиони денеска почнаа нови воздушни напади врз последната енклава на Исламската држава, откако заглавија обидите за евакуација на цивилите. Нападите се во придружба на артилерија, а првична цел е околината на сириското село Багус, која е последна територија под владење на ИСИЛ. Венецуелскиот председател Николас Мадуро ја затвори границата со Бразил и се закани дека истото ќе го направи со границата со Колумбија, со цел да ја спречи странската помош да влезе во државата. Офицерот на Американската крајбрежна стража, кој наводно планирал да изврши терористички напади во САД, ќе остане во притвор најмалку уште 2 недели. Обвинителите размислуваат за дополнителни обвиненија против него. На вториот ден од самитот на Ватикан за борба против сексуалната злоупотреба беше заклучено дека католичките свештеници кои сексуално злоупотребуваат малолетници треба да бидат пријавени до граѓанските власти за да биде спроведен законот. Инцидентот во Шутка дополнително ги наруши односите меѓу власта и опозицијата. Заев бара оставка од директорот, ВМРО од ДПМН бара истрага. Владимир Мирчевски јавува. Се зголемуваат политичките тензии. Инцидентот во затворот во Шутка, во кој беа инволвирани екс-министри притвореници, дополнително ги електризираше односите меѓу власта и опозицијата, кои веќе беа нарушени со приведувањата на Миле Јанакиевски и Спиро Ристовски. Сабајлето рано се слушнав со директорот, кој што ми даде устен извештај што всушност се случило. Се случило од господинот Ристовски со незгодни зборови и провокација, која што предизвикала ваков инцидент, кој што апсолутно го осудувам, без разлика кој провоцирал, кој како постапил или слично. То очекувам до понеделник директорот на затворот Скопје да ја поднесе својата оставка до владата, која што е избран од самата влада. Директорот Ѓорги Котевски најави дека ќе го реализира барањето на Заев, но тоа не е доволно за ВМРО ДПМН. За оваа партија станува збор за политички прогон и деспотизам. Оставката на Ѓоко Котевски не смее да биде замена за истрага за случајот, не смее да биде забошотување за да се дојде до вистината. Кој стои за овој грозоморен чин, кои се организаторите, кои се нарачателите. Одговори на овие прашања не смеат да бидат заборавени или да потонат во сенката на оставката на Котевски. Од градската болница, каде вчера од Шутка беше пренесен Јанакиевски, информираа дека по извршениот преглед кај екс-министерот не се констатирани никакви телесни повреди. Ова за владеачкиот СДСМ е потврда дека станува збор за сценарио на опозицијата. Сценариото, преку пласирање на лажни вести, ширењето на навистини, дека имало скршеници на раце, апсолутно го потврдува сценариото на Мицковски и Груевски за обид за дефокусирање на јавноста од она што значи одговорност и побарана одговорност, осомничењето на Трајко Велјановски, каде што се сомничи отворено за еден од можните организатори. Делегацијата на Европската Унија во земјава остро осуди каква било форма на насилство и изрази загриженост за инцидентот во затворот за што очекува истрага. И народниот правобранител отвори предмет за случувањата во Шутка, каде од завчера Јанакиевски и Ристовски се во 30-дневен притвор поради сомнение дека заедно со Никола Груевски, Трајко Велјановски и Никола Бошковски ги организирале настаните од 27 април. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Сенаторот Берни Сандерс, кој повторпат е во трка за председател на САД, е застапник на прогресивни гледишта за економијата, животната средина и здравствената заштита. Трамп го обвини дека се движи кон социјализам. Джим Мелоун има повеќе.
Од Камала Харис преку Кори Брукер до Елизабет Ворен, демократските председателски кандидати ја бараат довербата на гласачите. Можеме да победиме во оваа битка. Сонувај големо, работи напорно и победи. Trump is a danger for the future of our country. Сенаторот од Вермонт, Берни Сандерс, кој себе си се опишува како демократски социјалист, е последниот кој се приклучи на кандидатите. Ние сакаме влада и економија кои ќе работат за сите, а не само за некои. Прогресивната енергија е очигледна и кај новите демократски членови на Конгресот, како представничката од Њујорк, Александрија Окасио-Кортес, која се залага за нов план за заштита на животната околина. Многу сум возбудена поради транзицијата на нашата земја кон иднината. Но плановите на демократите се најдоа на удар на републиканците и председателот Доналд Трамп. Има такви кои сакаат да имплементираат социјализам, токму тука во САД. Америка никогаш нема да биде социјалистичка земја. Спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси рече дека живата дебата е дел од припадноста кон оваа поширока партија. Добре дојдовте во Демократската партија. Ние не сме еднородна партија. Никогаш не сме биле. Демократите имаат долга репутација на идеолошки поделби и судири, вели аналитичарот Лари Сабато. Хумористот Вил Роџерс тоа добро го опишал во 20-тите, кога рекол: "Припаѓам на неорганизирана политичка партија. Јас сум демократ." И тоа го гледаме повторно. Демократските гласачи ќе бараат одредени квалитети кои ќе избираат председателски кандидат, вели Елен Камарк. Млади и агресивни, способни да се справат со предизвиците. Ке бараат некој различен од Трамп. Но многу демократи ќе бидат најзаинтересирани да најдат кандидат кој може да го победи председателот, вели Джим Кеслер. Ако некој кандидат оди премногу лево, како агендата на Берни Сандерс, мислам дека ќе биде ранлив и постои опасност да изгуби од Трамп. Поранешниот подпредседател Џо Бајден и поранешниот градоначалник на Њујорк Мајкл Блумберг и двајцата центристи во блиска иднина би можеле да се приклучат кон демократските кандидати, обезбедувајќи со тоа жива дебата за престојните прелиминарни избори. А кои елементи ќе бидат пресудни за изборот на најдобар филм на Оскарите внедела? Пенелопи Пулу јавува од Лос Анџелес. По 10 номинации за Оскар имаат филмовите: Фаворитката, црна комедија за политички интриги и борба за моќ за време на кралицата Ана во 18-тиот век, и Рома, носталгична приказна за домашна помошничка во Мексико Сити. Но бројот на номинации не гарантира победа, бидејќи гласаат 8200 членови на Академијата од различни профили. Може да гласа автор на песна за филм кој освоил Оскар. Тој е одличен музичар, но може да не знае ништо за филмот и да гласа за најдобар филм. Членовите на Академијата вообичаено ја гледаат филмската кинематографија, монтажата, режијата и сценариото, но не секогаш. Со 7 номинации за Оскар, Црниот пантер на Рајан Коглер не е обичен филм за суперхерои, туку е културен феномен, кој го слави африканскиот и афроамериканскиот идентитет. Но со каква конкуренција се соочува? Филмот Рома е ремек дело, филм за човечкото достоинство и вредноста на човечкиот живот. Потоа тука е филмот Фаворитката. Драматичната приказна, инспирирана од вистинскиот живот на афроамерикански композитор и неговиот необичен бел возач за време на музичка турнеја на југот во ерата на Џим Кроу. Филмот Зелената книга има 5 номинации за Оскар, но критичарите обвинуваат за обид преку бел лик во подобро светло да се прикаже еден темен период од американската историја. Од друга страна, вели Хоровиц, филмот Блеколсман на Спайк Ли, сатирична приказна за расизмот во Америка, беше критикуван за преголемо политизирање на вистинска животна приказна од 1970-тите години за афроамерикански полицаец, кој се инфилтрира во Ку Клукс Кланот, алудирајќи на денешната политичка клима. Имајте убав викенд, се гледаме во понеделник.